Почитувани и сакани кавадарчани и тиквешани, во врска со предстојното гласање на референдумот на 30 септември, сакам да искажам став дека како пратеник предложен од партијата ГРОМ во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, че го поддржувам и покрај различното лично мислење, че го поддржувам ставот на партијата, односно со неучество на гласањето на 30 септември. Битно за мене како одговорен пратеник пред граѓаните и мандатот добиен од нив е да искоментирам пред јавноста во Тиквешијата она што значи суштина на спогодбата со Република Грција, тоа е членовите 1 и 7 од оваа спогодба, кои ја регулираат промената на уставното име и дефинирањето на термините Македонија, македонски јазик и така натаму. Јас како пратеник од првиот состав на парламентот учествував во донесувањето на Уставот од 1991 година, каде што се дефиниравме уставно како држава самостојна и независна, суверена Република Македонија. Исто така, добивајќи мандат за овој состав на парламентот, довербата ја добив со програма во која што беше исклучено да се уставно менјава името на Република Македонија. Од овие причини, уставните измени на името не ги прифаќам и ќе бидам против, но сакам да во однос на тие уставни измени да се осврнам на неколку аспекти кои што ќе значат обврски по резултатите од референдумот во парламентот како пратеник за делот на уставните измени. Во членот 1, во врска со членот 7 од оваа спогодба е уредено државјанството да е македонско граѓани на Република Северна Македонија. Моите убедувања по однос на ова прашање се дека овде е направена едно поистоветување на народот и државата, односно националноста и државјанството, така да со однос на државјанството, македонско државјанство, граѓани на Северна Република Македонија, се сваќа делот на народот, македонскиот народ, по однос на територија, по однос на јазик и по однос на народ, како право на самоопределување и самоидентификување, кое што по особините што ги имаме на територијата на која што се сега простира Република Македонија, по основ на историјата, традицијата, по основ на потеклото и верата, се како особини определуваме за македонски народ, додека другите граѓани со исходот од референдумот, евентуално Република Северна Македонија, би се по етничка основа дефинирале како албанци, турци и така натаму. Ова во моите убедувања има некои елементи кои што укажуваат на наместо зачувување на државниот идентитет, што значи еден цврст однос на релацијата народ-држава, во случајот македонски народ-држава, кој што е дефинирано и со Устав 2001 и уставните измени 2001, да се на некој начин афирмира со оваквите одредби од спогодбата така наречен граѓански идентитет на Република Македонија, кој што има бојазност да го загрозе, така да кажам, досегашното застапување и моја лична заложба да има заштита на државниот идентитет, а тоа е да граѓаните, македонскиот народ,
и граѓаните како делови од други народи кои што заедно живеат ја создале Република Македонија како самостојна и суверена држава. Многу е битно резултатот од референдумот, затоа што од тој резултат ќе зависи и понатамошното одвивање на и обврските од оваа спогодба, а и одлуките што ќе се носат во парламентот. Јас лично ќе го поддржувам гласот на народот. Тоа значи ќе ми биде многу битно како во Кавадарци, како во Теквешијата ќе има произнесување на граѓанството по однос на референдумското прашање, нормално во тие рамки на републичко ниво, ќе има влијание и она што ќе значи предмет на уставните измени, а во овој случај мене ми е многу реална и ја оценувам многу правична изјавата на нашиот градоначалник на Кавадарци, Митко Јанчев, во однос на тоа да се виде со учество на референдумот, да се виде какво е расположението на народот против и за владината, односно против владината политика и од таму да се, согласно резултатот од референдумот, и намалат сите, да речам, условно простори на преговарање на партиите и навистина треба да биде доминантно и пресудно и задолжително оно што ќе значи одлука на граѓаните во мнозинство, одлука на македонскиот народ пред се и на другите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Јас лично сметам дека ќе биде борбата, така да кажам, условно, во однос на преамбулата на Уставот, бидејќи уставноправни категории се државноста и јазикот, додека народот и националноста се уредени во преамбулата на Уставот. Овде моја заложба ќе биде да се задрже, да се потврде, така да кажам, делот на државно-правниот карактер на македонскиот народ како граѓани кои ја создале и чие име носи Република Македонија, односно Република Северна Македонија со евентуалните измени по референдумот, и да биде заштитен и да биде потврден целокупниот историски континуитет на создавање на државата, нели, од Крушево, од Аслом и референдумот 1991 година. Тоа ќе биде многу битно и за потврдување, а тоа ќе биде и моја заложба и моја покрај мнозинството граѓани кои што ќе се изјаснат на ниво на Република и посебно во Кавадарци и Теквешијата, главен критериум за определба во моето застапување во парламентот ќе биде и потврдување на државниот идентитет и носител на суверенитетот на македонскиот народ, на нашата држава во однос на сопствена држава, во однос на држава во која е равноправно со сите граѓани што живеат во неа, се остваруваат правата, обврските и одговорностите од Уставот.